Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Водата во виничките села Градец и село Трстија е неисправна за пиење. Така покажале последните анализи за квалитетот на водата за пиење во населените места. Со набавката на хлоринатори за автоматско хлорирање на водата, квалитетот на водата во населените места е подигната на повисоко ниво. За 100% на исправност на водата за пиење во сите населени места потребно е да се изгради филтер станица. Ниту една анализа од филтер станицата во градската водоводна мрежа во Виница досега не била негативна, односно сите анализи се позитивни. Нема никакви непотребни материи или бактерии над дозволените граници. Во населените места пак во одреден период од годината се јавуваат проблеми со квалитетот и неисправноста на водата за пиење. Но од јавното комунално предпријатие Солидарност вела дека се трудат да ги санираат истите. Последните анализи покажуваат дека квалитетот на водата е на едно добро ниво, со исклучок на 2 села, каде водата за пиење покажала присуство на бактерии. Во тие населени места каде што не е на добро ниво квалитетот на водата, за одржувањето се грижи местната заедница, додека во оние населени места кои што одржувањето на водоводната линија е под наша ингеренција, секогаш анализите се добри, да кажеме, освен во периоди кога имаме поплави или поголема појава на врнежи, тогаш во пролетните периоди имаме некои, да кажеме, делумно исправни анализи, меѓутоа со инвестицијата на општина Виница и набавката на хлоринаторите за автоматско хлорирање на водата и сончевите панели на кои што ќе работат тие хлоринатори, нивото на квалитетот на водата за пиење во населените места се подигна на доста големо ниво. Се разбира, тоа секако дека не е доволно да биде 100% исправна водата како што е во Виница, меѓутоа за 100% исправност на водата за пиење во сите населени места е потребна изградба на филтер станица. Општина Виница во изминатиот период направи една инвестиција во село Крушево каде се изгради филтер станица. Анализите покажуваат дека сега таму водата е на добро ниво. Во наредниот период село Крушево ќе биде преземено за водоснабдување од страна на јавното комунално предпријатие Солидарност и останува уште изградбата на филтер станицата во село Трсино, за која што средства се одобрени. Се очекува да се распише тендерот и да се избере понудувач за изградба на филтер станицата. Со тоа ќе се реши проблемот кој што се јавува во пролетниот дел од сезоната за квалитетот на водата во село Трсино. Градоначалникот на општина Зрновци се отчет за сработеното во изминативе 4 години. Остварени се поголем број проекти кои што беа ветени во програмата, рече Станков на отчетот пред граѓаните. Во изминативе 4 години реализиравме над 70 проекти кои се однесуваат на комуналната инфраструктура, изградба на патишта, асфалтирање улици, реконструкција на водоводна и канализациона мрежа и изградба на нова, како и регулација на Зрновска, Морошка и Видовишка река. Остваривме значајни проекти во областа на образованието, културата, заштитата на човековата околина, туризмот и спортот. Истакна на средбата со новинарите градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков, давајќи отчет за сработеното во изминативе 4 години. Посебно е горд на изградбата на новата детска градинка во Зрновци, во која ќе бидат опфатени 70 деца од општината, на изградбата на мостот на река Брегалница, кој страдаше во поплавите минатата година, како и на асфалтирањето на регионалниот патен правец од Видовиште до Теранци, како дел од регионалниот патен правец Штип Зрновци Виница. Станков се остварна и на реализираните проекти во делот на водоводната мрежа, при тоа истакнувајќи дека се изградени водоводи во населените места Зрновци, Мородвис и Видовиште. Во овие населени места регулирани се и речните корита на Зрновска, Морошка и Видовишка река, а изградена и нова канализациона мрежа во овие 3 населени места. Изградивме термофасада со енергетска ефикасност на општинската зграда. Придобивките се огромни. Направивме целосна реконструкција на внатрешноста на општинската зграда со имплементација на мерки за енергетска ефикасност. Го реализиравме проектот регулација и уредување на речното корито на Морошка река. Регулација и уредување на Видовишка река. Еден од нашите главни приоритети беше и проектот регулација и уредување на речното корито на реката Зрновка втора фаза. Овој проект е целосно завршен. Го разубавивме кеот на реката кој се протега низ централниот дел на Зрновци,
а со регулацијата ги спречивме и силните налети на вода кои во минатото правеа штети на инфраструктурата долж двете страни на реката. За непречено поминување преку реката Видовишка изградивме 2 моста за моторни возила. Изградивме 1 мост за моторни возила и 3 пешачки моста на Морошка река. Во делот на образованието, Станков ја посочи реконструкцијата на училишната зграда во Зрновци, поставување на соларни панели, како и изградба на нова спортска сала и повеќе наменско игралиште во Зрновци. Изградена и ставена во функција новата спортска сала во училиштето Синишта Стоилов во населеното место Зрновци. Салата е комплетно опремена со модерна спортска опрема, а се користи од страна на учениците и останатите заинтересирани граѓани на општина Зрновци. На кровот на училиштето Синиша Стоилов поставени се сончеви колектори за добивање на топла вода. Истата се користи за дозагревање во процесот на затоплување на училиштето и за туш кабините во спортската сала. Редовно обезбедуваме средства за стипендирање на најдобрите 10 ученици за запишување во високото образование. Општина Зрновци даде силна подршка на проектите што ги опфаќаат потребите на младите и во целост исполнето ветеното во изборната програма. Во делот на унапредувањето на туризмот поставени се патокази до сите туристички места во општината. Партерно е уреден археолошкиот локалитет Мородвис, а во Зрновци се гради регионален етнопарк. Заштитени се и 7 платанови стебла во село Мородвис, кои се стари над 5 века, а се изградени и плоштади во Зрновци, Мородвис и Видовиште. Станков ја спомена и изготвената физибилити студија за искористување на природните ресурси во општината, пред се во делот на водниот потенцијал на Зрновска река, а во индустријската зона во Зрновци веќе работат 3 индустријски капацитети. Блатец деновиве ја слави 73 годишнината од ослободувањето. Пред споменикот на паднатите борци како обележје на Блатец, почит оддадоа представници од местната заедница, политички партии, како и представници на поддржувачите на борци. Денот на ослободувањето и патрон на поранешната општина Блатец е голем празник за жителите кои го чуваат селото и не дозволуваат миграцијата целосно да го покоси. Далечната 1944 година селото е ослободено од бугарските и германските фашистички окупатори од страна на 4-та македонска бригада, а во војната учествува со 280 борци, од кои 32 се жртви. Цената на денешната слобода, а и помошта за ослободување на Македонија и бивша Југославија, Блатец ја платело со губење на најмногу своји сограѓани на ниво на општина Виница и пошироко, кои загинале во борбите за ослободување. Пред споменикот на паднатите борци како обележје на Блатец, почит оддадоа представници од местната заедница, политички партии, како и представници од училиштето и организацијата на поддржувачи на борци. Прославата беше збогатена со изложба на вес со конец на хартија од страна на уметничката Адријана Ананиева по потекло од Блатец. Зависно од колку работа бара делото, некои се неколку часа изработка, некои да речеме се неколку дена изработка. Има предадено дела од Дубај, во Германија, во Словенија, во Кореја, да речеме, во Америка исто така. Луѓе ги бараат и преку интернет има продажба. Горе-долу, да речеме, кога ќе видат лично луѓето, лично да им се допадне тоа на лице место. Ананиева со третата самостојна изложба ја заокружи 73 годишнината од ослободувањето на родното место, кое со раскошната и бујна вегетација останува непресушна инспирација за творештво. Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија секогаш своите активности и сите содржини кои што ги предвидува со програмата ги остварува на најтранспарентен начин. Транспарентноста особено доаѓа до израз со печатењето на сопствено гласило, односно весникот Пензионер Плюс, што излегува редовно еднаш месечно. Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија својата работа ја заснува на транспарентност во работењето, зашто Сојузот преку Комисијата за издавачка дејност го поддржува излегувањето на неколку весници и прилози во весници за навремено и објективно информирање на пензионерите од државата. Сојузот го издава весникот Пензионер Плюс, кој што излегува еднаш месечно, додека во весникот Нова Македонија еднаш месечно излегува прилогот Пензионерски видици.
Транспарентноста во информирањето се остварува и на албански јазик со прилогот во весникот на албански јазик Коха, како и на страниците на весникот Пензионер Плюс. Транспарентноста доаѓа до израз особено со печатењето на сопствено гласило весникот Пензионер Плюс, кој што излегува редовно еднаш месечно. Тука, како новинари, се јавуваат редовно со своји прилози пензионерите од сите 53 здруженија. Исто така, транспарентноста ја остваруваме и преку веќе 10 години печатење на прилог во весникот Нова Македонија еднаш месечно со содржини за пензионерите и пензионерското организирање. Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија својата транспарентност во работењето ја остварува и преку издавачката дејност во која се и редовните билтени за одржаната републичка ревија на музика, песни и ора и републичката пензионерска олимпијада, кои што секоја година се одржуваат како завршница на општинските и регионалните напревари. За 10 дена треба да биде отворен пензионерскиот клуб на Сдруженијето на пензионери Кочани, кој што целосно е реновиран и адаптиран по сите стандарди за клуб на луѓето во третата доба од животот. Пензионерскиот клуб лоциран во просториите на старата пожарна, каде што е сместена и управната зграда на Сдруженијето на пензионерите на Кочани, за 10 дена ќе започне својата работа. Клубот е целосно реновиран и ги задоволува стандардите за работа на еден ваков клуб на пензионерите. Овие денови битно е тоа да кажеме да и покрај тоа што имавме помали проблеми и оперативни, и дозволи и ово оно да го направиме тај санитарен чвор, и за да може тие луѓе што користат овој клуб да биде во функција како што треба, со едно големо внимание према луѓето, тие сите работи се завршени. Сега е само административната работа, распишан е оглас за одредување ракувач на клубот и мора да кажем, ути човекот е клучниот фактор. Ние ќе имате прилика да видите, направија се сите работи, не само санитарниот чвор, него сите санирање и на главната сала, на другите работи. Така да, вероватно одма после овие настани на спортски на бидејќи сме преангажирани со наша задача, одма после него, значи тука нега до кај 4-5 ќе почне да работи. Клубот ќе ги задоволува потребите на пензионерите до централното градско подрачје, бидејќи во него се сместени и неколку ограноци на Кочанската пензионерска организација со најголем број на пензионери. Молебен за успешна учебна година ќе се одржи во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги на 31 август среда со почеток во 9 часот. Свештениците ги повекуваат сите ученици, студенти и просветни работници да дојдат на заедничка молитва. В среда на 31 август во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани ќе се одржи молебен за успешна учебна година. Свештениците ги покануваат сите ученици, студенти и просветни работници да присуствуваат на настанот и заеднички да упатат молитви за успех во учењето и работата. Со оглед на тоа што минатата година имаше голем број ученици на молебен од Кочанскиот храм и годинава се надеваат на масовно присуство од страна на учениците. На настанот свештениците ги поздравуваат учениците, упатуваат молитви за успешна учебна година, а секоја година упатуваат и апел до родителите за зголемување на наталитетот и бројот на деца. Според православното учење и православното поимање на православната сотироологија, знаеме дека децата се дар Божи според учењето на светите отци, еден од начините на спасение на жената, нели по самата нејзина природа е раѓањето на деца. Така останува оној апел ние како црква да апелираме секој семејство доколку се во можност, нели, а да биде повеќе детно семејство со што би се осигурила иднината на нацијата. На крајот од молебенот на сите ученици ќе им бидат доделени распореди за часови со молитва пред и по учење.
Во неделата организиран традиционалниот планинарски марш Рударска патека во организација на планинарските друштва Плавица од Пробиштип и Руен од Крива Паланка. На маршот учествуваа и планинари од Кочани. Во неделата на 27 август 2017 планинарските друштва Плавица од Пробиштип и Руен од Крива Паланка го организираа традиционалниот планинарски марш Рударска патека. На маршот учествуваа планинари од Пробиштип, Крива Паланка, Кочани, Зрновци, Штип, Кјустендел и други места. Од Кочани учествуваа планинари од планинарските друштва Осогово и Москито. Крајната цел на маршот беше манастирот Света Злата Мегленска. Манастирот, кој што целиот е изработен од камен, вклучувајќи го и покривот, посебно ги воодушеви сите планинари. Тој се наоѓа на врвот Лисец над Кратово. Следува информацијата од спортот. Во неделата се одигра првиот надпревар од втората лига Исток. Осоговци стигнаа до минимална победа од 1:0 против екипата на Кожув од Гевгелија и добија 3 бода. Слаба игра на фудбалскиот клуб Осогово во првото коло од втората македонска фудбалска лига. Ништо подобри не беа ни гостите од фудбалскиот клуб Кожув од Гевгелија. Ниту еден од двата тима не успеа да создаде било каква посериозна шанса. Голманите речиси без работа, беа неми наблюдувачи на надпреварот, па така полувремето заврши 0:0. Незадоволен од прикажаната игра на својот тим, тренерот Јовановски по консултација со својот стручен штаб реши да направи 2 замени. Во игра ги внесе Стојков и Георгиевски, пошто играта се смени во полза на Осогово. Домакинот дојде до водство од 1:0 во 74-та минута по корнерот што го изведе Александар Георгиевски, а топката во мрежата ја смести најмладиот играч на Осогово Јован Манев, кој одлично реагираше и упати неодбранлив удар со глава. До крајот на надпреварот домакинот имаше уште 2 посериозни шанси, но гостинскиот голман реагираше правовремено. По оваа победа, фудбалерите на Осогово гостуваат на екипата на Тиквеш 1930 од Кавадарци, каде ќе ги бараат следните 3 бода. Како предвестник на стартот на втората македонска фудбалска лига, во саботата со надпревари започнаа и младите категории на Осогово. Во регионалната помлада пионерска лига Исток, Осогово ја победи екипата на Академија Апостолов Пандев со резултатот 2:0. За разлика од нив, нивните постари колеги кои играат во регионалната пионерска лига Исток загубија со резултат од 0:1 од своите врсници од Струмица. Со временската прогноза го завршуваме денешното издание на вестите. Можете да не следите и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.